на така посмирена нота за поенергичен разговор. Во продолжение зборуваме за кикфитот за жени, или ако сакате така малце понародски кикбокс за жени. Каква техника е тоа? Драгана Андреевска, кикфит тренер е нашиот гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Иако ни е добар ден веќе. Да. Разбудени, расунети. Колку часот ви почуваат тренинзите? Во 7. Во 7? Да. Се препорачува толку рано наутро да се вежба? Да. И која е разликата наутро попладне? Искрено вака, прво да се заблагодарам на поканата. Фала ти многу. Значи нема нека голема разлика во однос на тоа дали ќе вежбаме сабајле или навечер, во однос на тоа какви резултати ќе даде тоа на телото. Значи тоа е многу индивидуална работа. Значи има луѓе кои што се ранобудни и кои што имаат повеќе енергија наутро. Јас не сум едно од нив. Јас сум. Да, ете, тука се спортивностите, да. Така што човек треба да вежба тогаш кога осеќа дека има најмногу енергија за да вежба и значи зависно од биоритмот и од распоредот на денот. Значи многу луѓе има што вежбат во 7 сат сабајле, до 8 сат се завршени, се бањаат, стушираат, одат на работа, денот почне така. Да, и денот почнал, да, и обично велат подолг е денот. Чисто како споредба. Добро, интересно е тоа што се зборува многу за ваквиот тип на спортување кај нас, зема голем замав меѓу жените, иако постоеа, може да кажем, стереотипи и од страна на жените, но и од страна на мажите, за нив ќе им дадеме внимание подоцна, но која е техниката на кикфитот? Дефинитивно има стереотипи кога некој ќе слушне кикфит или кога ќе види дека нашиот тип на тренинзи се одвива на вреќа. Значи кикфитот е една, да речам, како подкатегорија на кикбоксот, односно еден тип на вежбање кој што е инспириран од кикбоксот. Значи ние користиме боксерски вреки на кои што го изведуваме кардио делот од тренингот. Значи нашиот тренинг не е само на вреќа, туку пример има зависно од што се вежба дента, значи имаме или пократки или подолги интервали на кикфит на вреќа. Значи тоа се основните удари кои што се користат во кикбокс, значи со раце и со нозе, меѓутоа наместо да се изведуваат со спаринг партнер, се изведуваат на вреќа. Значи ние не учиме техники за бокс кои што може да се применуваат утре со спаринг партнер или со било кој друг човек. Туку се едноставно удари кои што се изведуваат на вреќа за да се крене пулсот, да се крене, значи пулсот на телото, да се изведе еден добар кардио тренинг. Меѓутоа остатокот од тренингот е секако функционален, се вежба со сопствена тежина, се вежба со тегови, со ластици и така натаму. Добро, за разлика од изминатите години, може да кажеме дека овие кога за вежбањето многу се зборува и има примат во секојдневното живење, колку кикфитот е прифатен од страна на жените и е избор? Да ти кажам, во последно време станува се популарно, односно жените го прифаќаат овој тип на вежбање, затоа што, да речам, на некој начин го срушивме тој стереотип дека ова е агресивен тип на вежбање, туку значи напротив е еден тип на вадење на негативна енергија. Значи после тренинг на вреќа апсолутно нема кој не искача од сала онака да е смирен тотално како бебе. Така што мислам дека многу жени го префатија тој аспект, значи како начин на вадење на нервоза, на вадење на негативна енергија. Така што мислам дека жените апсолутно го прифаќаат се повеќе, значи овој тип на вежбање. За разлика од мажите кои што бидејќи ние немаме мажи во нашиот клуб, мислам сме клуб само за жени, не како може тие ве доживуваат? Со оглед на тоа дека еве се стереотипите кажавме дека кај жените веќе ги нема, кај мажите веројатно се уште. Кај мажите можам да кажам дека се уште се присутни, мислам секогаш постојат оние шали као леле вие таму се тепате, леле ке не тепате, мислам нема врска, тоа се да речам некои на шала кажани коментари, меѓутоа бидејќи немаме можност пример да примеме мажи во клубот да видат за каков тип на тренинг станува збор, затоа мислам дека тие стереотипи ќе останат уште некое време присутни, меѓутоа апсолутно тоа не пречи, мислам жените го прифаќаат овој начин на вежбање и тоа е најважно, мислам, нудиме нешто што е уникатно. Да, и веројатно се чувствуваат многу поопуштено доколку се сами во сала без присуство на мажи. Ова го велам од причини што сметам дека вежбањето треба да биде одвоено. Јас не сум искрено за заедничко спортување. Треба да биде простор за жени, простор за мажи и да се чувствуваат слободно во својот простор. Која е возраста кога најмногу се препорачува? Вежбањето се препорачува буквално на секоја возраст. Значи, јас на сите им препорачувам мајки што се, значи да обрнат внимание децата на што порана возраст да ги запишат на било каков спорт. Значи од најрана возраст треба да се почне со било каков спорт, со било какво вежбање. А конкретно кикфитот е нешто што се применува кај нас, пример најмладите членови имаат отприлика по 14-15 години. Значи тоа е некоја возраст во која што веќе може
една млада девојка да го свати концептот дека во тој саат значи се изведуваат такви и такви вежби, а возрастна граница горна нема. Значи апсолутно, еве може сега по Инстаграм се гледа, значи има жени на 80 години што изгледаат значи предобро, што вежбаат многу тешки спортови, прават многу тешки вежби. Значи нема горна граница за вежбање и апсолутно мислам дека никогаш не е доцна да се почне со вежбање. Кај нас има жени пример по 60 години што имаат, што вежбаат активно по 3 по 4 пати неделно, изгледаат одлично, се чувствуваат одлично подобро од било кога во животот, затоа што пред година или две почнале со вежбање. Значи никогаш не е доцна да се почне, дури ни на 50 ни на 60. Апсолутно, значи е нешто што треба некој да го направи за себе што поскоро. Многу интересно во разговор с така една повозрастна госпоѓа, вели сега ми е вистинското време да инвестирам во себе. Се пошегувавме на темата. Добро, колку се вежба умот, додека се вежба телото? Вака сега би сакала да кажам дека многу во нашиот спорт, меѓутоа апсолутно не е како во јогата или како во пилатесот, каде што вежбите се изведуваат малце поспоро и го има повеќе, значи го има постои времето каде што може да се поврзе умот со мускулите, од тој mind muscle connection. Меѓутоа мислам дека со секое вежбање се тренира умот. Значи со самото тоа што треба човек да створи дисциплина дека мора да направи нешто за себе, за своето тело, барем 1 саат во тој ден. А за време на изведување на вежбите, ние работиме доста на тоа, значи да ги охрабруваме членките да во тој саат да го остават телефонот на страна, да ги остават и проблемите на страна, бидејќи нема поента, значи доаѓаш на вежбање да си решиш на телефон, апсолутно си насочен само на тоа, не си присутен во моментот и не си ги даваш тие 60 минути на себе, туку ги даваш на повторно на телефонот. Да, внимание на друго место. Внимание на друго место. Апсолутно многу голема разлика има доколку се остави телефонот на страна и тој 1 саат, значи ти си присутен само на вежбање, само на правилно изведување на вежбите и давање на свој максимум во тој саат. Значи, можам да речам дека од тој аспект се обидуваме клиентите малце да ги мотивираме да се посветат на себе и значи тоа е да речам таа работа на умот, значи да ги оставиш сите други работи, да си присутен во моментот. Според мене тоа е да речем првиот чекор кон работа на умот, бидејќи следниот чекор би бил внимание на себе веројатно. Драгана, се познаваме години и се познаваме и од времето кога инвестираше во знаење, сега веќе да го покажуваш знаењето. Имавте прилика заедно со вашите девојки, така, да отидете во Италија. Каде што имаше саем за вежбање, така? Да. Тоа е преводот? Да, тоа е преводот. Добро. Сега, прашањето ми е следно. Ако пред години кај нас не беше толку развиено вежбањето, сега го има приматот во секојдневното функционирање како број 1. Дека секој треба да вежба, да спортува, да инвестира во себе и споредбено со другите земји. Како сме ние во тој дел на спортување? Знам дека сме плодна почва се да пренесеме, оти има публика која што сака да види, да прифати, но каде сме? Види, ја тоа што можев да го видам во Италија на саемот, значи тоа е саемот светски рамки, значи таму се пласираат сите новитети од фитнес индустријата. Морам да кажам дека апсолутно сме назад и во сферава на фитнесот. Значи, на моје големо задоволство, значи Скопје е преплавено со теретани, со фитнес студија, значи на секој чекор има и значи секој втор што го познавам веќе вежба. Тоа е многу добро, меѓутоа апсолутно светот оди многу брзо, многу напред во фитнес индустријата. Значи измислени се, мислам дека секоја година излегуваат по 20 нови техники на вежбање, значи секаква опрема, се е станато дигитално, значи конкретно на штандот на Техноджим имаше, значи како едно дигитално огледало кое што те скенира и тоа е уствари дигитален фитнес тренер, односно фитнес тренер. Те скенира, ти прави значи телесна анализа и ти прави целосен месечен план што ти треба да правиш, значи тоа е во рок од 10 минути го прави. Значи апсолутно светот оди многу напред во однос на фитнесот. Мислам апсолутно не мислам дека треба да го замени, значи да ги замени фитнес тренерите ни светот, меѓутоа апсолутно има опции. Да, делот на техниката колку е напредната, споредбено кај нас се уште традиционалното вежбање го има приматот што и ми се допаѓа. И мене ми се допаѓа, да. Да, затоа што доколку ти имам тебе како тренер, јас сакам да се исконсултирам, сакам да добијам еден скен како што компјутерот го прави скенот, да го добијам
во тренерот, но и понатаму да те следи некој. Колку е важно да те следи некој, како напредуваш, како ги изведуваш вежбите? Апсолутно е важно, да. Значи, види, тоа најдобро се постигнува со личен тренер, значи некој што ќе работи со клиентот еден на еден по еден час секој ден. Меѓутоа, апсолутно е изводливо и во групните тренинзи како што ги правиме ние, бидејќи значи клиентите се тие, значи секој ден ги гледаш. Си ги познаваш, па се развива. Апсолутно. Да. И апсолутно одговорност на тренерот, значи тоа ни е работа, значи да ги буткаме додат понатака. Значи апсолутно има клиентки кои што достигнале некој фитнес ниво, меѓутоа јас гледам веќе по начинот на кој што они ги изведуваат вежбите дека они можат многу повеќе. Меѓутоа, ете да речам, не секој сака сам да проба нешто повеќе, да проба нешто ново, затоа сме ние тука, значи да им дадеме еден пуш дека апсолутно можат повеќе, дека може вежбаат со повеќе тежина, може да вежбаат подолго време, може да доаѓаат почесто, значи наместо 2 пати да доаѓаат 4 пати во неделата. Еден ветер во грб. Сега, сакам да искористам уште кусо до крај на разговорот, кога сме веќе кај поддршката, колку е значено жените кога се поддржуваат меѓу себе? Многу. Значи, кај нас мислам дека тоа е, да речем, есенцијата во нашиот клуб. Мене ми е апсолутно многу битна таа поддршка. Јас не можам да вежбам сама. Тоа е една од причините зошто концептот во Фрис Фитнес е таков, значи групни тренинзи. Многу ми помага барем 4-5 луѓе кога има околу мене, колку и да не ми се вежба, колку и да ми е тешко, гледам дека некој друг може, дека некој друг го прави тоа, дека е можно во моментот и покрај тоа, мислам дека е претешко. Така што мислам дека многу влијае тоа, а гледам и дека меѓу клиентките значи се ствараат некои, значи се ствараат пријателства, се ствара една група на поддршка која што е многу важна. И апсолутно има денови кога не ти се вежба, ќе си пишете меѓу себе, ајде одиме, нема врска, ќе се извежбаме колку толку, ќе дојдеш, не ти се вежбало, пак си извежбал, значи апсолутно многу е важна таа поддршка. Многу ми е драго што го слушам, посакувам позитивни приказни, убави приказни да испишувате и понатаму. И драго ми е што имаш толку млади дел од екипата, млади девојки. Да. Дел од екипата, тоа значи дека изнаењето се пренесува на помладата генерација, што е добро. Благодарам.